Бројот на вработените на неопределено време во комуналното предпријатие Водовод е зголемен за 20 лица, откако во текот на денот им се врачени решенијата за работа на ангажираните работници. Се работи за трансформација на работниот однос, што тие веќе го имале неколку години во предпријатието, но досега биле ангажирани на определен временски период преку Агенција за времени вработувања. Главно станува збор за работници кои извршувале работни задачи за што не е потребна повисока квалификација или степен на образование. На почетокот од годината беше објавен јавен повик со кој се планираше да се потрошат околу 900.000 денари за давателот на услугата преку кој треба да се реализираат времените вработувања. На една од седниците на Советот на општината во тој период, на кој се разгледуваше и извештајот за работењето на предпријатието, беше поставено прашање за условите за работа и правата на лицата кои се ангажираат преку Агенција за привремени вработувања. Дојде критика од советниците дека според досегашната практика работниците најчесто работат на наплата на такса за јавни паркинзи, односно на отворен простор, на неповолни временски услови и не се соодветно наградени за тоа. Оправдување за состојбата тогаш дадоа од раководството на Водовод. Од октомври, септември, некаде која донесовме новата систематизација и согласно новите законски решенија, не можеме да правиме редовни вработувања за да го трансформираме на делот од вработените работниот однос во работен однос на неопределено време, а во исто време се зголемува и активностите пред се во делот на давањето на услугите во делот на наплатата на паркинг службата. И по тој основ имаме некаде околу 10 вработени кои ја извршуваат ваквата активност. Сите вработени, осигурени преку Агенцијата за времени вработување, ги имаат истите плати како лицата кои ги извршуваат работните обврски за истите работни места за кои се ангажирани и вработените преку Агенцијата, и во исто време има оди работен стаж и социјално и здравствено осигурување и пензиско осигурување. Во врска со доделените 21 решение за трансформација на работниот однос на неопределено време, симптоматично е што тоа се случува токму во предизборниот период. Законските одредби велат дека не смее да има ваков ангажман на 100 дена пред одржувањето на изборите, во овој случај локалните, што се закажани за 15 октомври. Од комуналното предпријатие Водовод пак рекоа дека се е во рамки на законот, односно огласот за вработување бил објавен пред распишувањето на изборите, а согласност била добиена и од Министерството за финансии. Совпаѓањето на периодот на врачување на решенијата и предизборието биле само случајност.